Татарион. Денес сакам да мирисам на бугар. Многу е корисно, ау колку е добра, луѓе, колонска вода ова после бричење, Татарион. Абе, влагаш во автобус ако е гужва, одма сите се си минјаат доле. Оје, намачкаш претходно. Знаеш што е добро? Каса, пример, негде овие маркетиве кај шо има дугачки каси, овие редови дугачки. Се фрлаш вака со Татарион, се мачкаш вака, влагаш внатре, нема никој на каси. Прв си. Плаќаш, си искачаш, немаш проблем. Баш да не сакам да мирисам на бугар. Од време на време ми доаѓа тоа българското тоа во мене, тоа староцто българско. И викам, денеско има да мирисам на бугар и одма Татарион. После бричење. Абе, камено лице, бебе у срце, Крали Марко, овај у муда, не. Не да не го спомним Крали Марко и него ќе по бугарче. Него шо сакав нешто да ви кажам. Ете, луѓе, ако се случи овој што ги палеше колите на бугарскава амбасада, Типов, ако се случи нашиве да го пуштат на слобода, да не го осудат, ги молам бугариве со две раце вака, немојте да замерате, луѓе. Немојте да замерате. Јајцата у менгемени се. Значи, ајде да ве видам, осудете човек или стајте го, турете го затвор човек што и го има на срце има тетовирано. На срце го има тетовирано. Владимир Владимирович Путин. Путин го има тетовирано. Овде на срце. Ај оди уапси го. Ај оди осуди го. Не иде, ве молам за разбирање бугари, ако случајно го пуштат за тој чин вандалски, еве јас ке го осудам. Ама ако го пуштат, ве молам за разбирачка. Сигурно и вие некој да го има Путин истетовирано, нема туку така да го стајте у затвор. Нели? Разбирам да го имаше тетовирано Каракачанов или овој Джамбаски на Гзо да го имаш истетовирано, тој Виктор Стојанов да го имаш истетовирано. Тогаш разбирам. Нашиве сигурно. Прво ќе го ебева, па ќе го тепава, па ќе го затворева. И не го пуштава. Ама не можеш, луѓе, не можеш. Од кај го знаеш кој е? Мора да имате разбирање за нас. Од кај Путин го има истетовирано. Не е така работата да ја земеш на 2 на 3. Ај ке го апсиш, ке го туриш у затвор, ако мавне нуклеарка овдека. Ке ни ебат мајката, ај нашо ке ни ебат мајката. И вас ке ви ебат мајката. Уствари на сите нас ке ни ебат мајката. Същ народ, тогаш ке имаме заедничка историја. На крајот на нашето постоење, со Бугарија. Путин ако не мавне нас со нуклеарка, отиде и Бугарија цел. Со тоа, мада боле му е со ова нуклеарново торпедо Посейдон да мавне на бугарско копно тоа Дагао, па од тамо тоа да почнат тие огнените нуклеарни бури, нуклеарни зими и така натаму, па може тогаш и ние ќе се спасиме, пошто на периферија ќе му дојдеме некако, пошто същ народ, како беше тоа, различна страна. Колко луѓе, ви го препорачувам на сите, Татарин. Значи го ставаш и више немаш проблеми у социјален живот. Абе вака на паркинг нема место за паркирање, пример. И само што ќе дојдеш на паркингот и отвараш прозор вака, абе луѓето од околните згради се си минјаат и ги тргаат колите. И ти се паркираш сам на паркинг. Никој нема. Многу добра ствар, баш као пичку матерно. Джам.
Него, шо сакав трето да ви кажам? Овој Каракачанов ги поканил некој од тука у соопштение, демек, ете така нивниот българин, тој Стојменов, газдата на Канал 5, така го поканува како нивни овој българин, пошто викаат имал бугарски пасош, не знам, Иван Мирчевски го покануваат, овие двајца од Инфомакс ги покануваат, овие го покануваат од Заспи ако можеш, исто новинариве, и официјално се поканети да дошле у ВМРО Благоевград, таа на Каракачанов, деме Каракачанов да им ги отворил очите, да ги просветил, да ги продуховел. Со други зборови, да им објаснил колку историческата вистина на Бугарија е на место, а нашата е измислена. И поканава ја пуштил, демек, сите поканети, тама не знам што да направат, за да знаат колку гости би имало, за он да им објаснуе бугараштини на овие тука на наши. Имаш доле коментари. Вика, не знам ја бугарски, не видях, че Сашо Тасевски е поканен. Заштото Сашо Тасевски не е поканен? Заштото Сашо Тасевски е... Ја ноќна мора сум им у Бугарија изгледа. Неверојатно, доле ме бараат, му викаат Качанов, зашо мене не ме поканил? Не ми се бараат ја да бидам поканет. Неверојатно. А може не ме кани, зашо више овие ми бапнале забрана за влез у Бугарија. Не знам, не сум проверил. Вчера баш еден човек ми сугерираше додам до некоја европска канцеларија тука да проверам дали бугарите ми бапнале црн печат. Вика да знаеш со време да не се зајавеш да отидеш, па тамо те малтретираат на граници или те приведат или ово. Например, било каде у земја некоја на Европска унија ако идам, а вака бар со време да се онадиш да им кажеш зашо се работи за да ти ја тргнат, вика, ако сакаш додиш негде у некоја друга земја на Европска унија, за да ти ја тргнат тоа барањето бугарско, дека треба да бидеш приведен, сослушан и евентуално не знам што тамо. Може би пратен, екстрадиран у Бугарија, малтретиран и така дали, и така дали. Викам сега да сега не планирам додам, ама секако ако планирам додам да влагам у земји од Европска унија, секако и мене ми беше ниетот да идам во Европска канцеларија да прашам, пошто некако почнаа многу често да се расфрлаат со црниве печати овие Бугарија. Све што не им одговара, замислете, таа нивна пропаганда, антимакедонска, бугарашка, што им кошта милиони долари, им ја ебе Сашо Тасевски. Можете да замислите. Еден глумец, што вака дури неам ни своje студио, неам ништо од дома, од мобилен телефон, ги правам овие видео обраќања. Замислете. Замислете. Али тоа е добро. И тоа секако нашата држава мора да ги искористи. Еве, сагам некоја јака функција во сектор некој со бугарско-македонски односи, ама главен да ме стават таму. Не знам како ќе се вика тоа. Главен да ме стават. У историческа комисија не може да ме стават, пошто не сум историчар, али некоја таква, пример, да отворат специјално за мене, Министерство за македонско-бугарски односи, мене министер да ме стават. И добар предлог. Еј, тогаш какво куртажача ќе... Каков куртажа ќе... Ама да ми остаат одврзани раце сега. Да ми каже, пример, имаш одврзани раце, дупи си. Партали. Какви дипломатија, какви заебанци е ове? Ништо не ставам на таквоето. Него. Сега уште некои работи да ви кажам. Јеби ga, тоа дека ќе проверам. Него. Се што ние треба да направиме, тоа го збора. Многу често, вчера го збора.
Која викам, треба проактивно да делуваме. Ние први да ги влечеме по тезите. И сега имаш ситуација. Оние бугарофренине, од таа фондацијата на оној бугарофренон и шпионон бугарски, ќе блокирале македонско-бугарска граница на 3 пункта. Значи нема да дозволуваат влез на возила, на луѓе и така натаму и така натаму. Во недела ќе ја блокирале. И со тоа ќе докажуваат пред европската јавност колку се они повредени, колку се во право, пошто заради двете возила запалени пред Бугарија, што е одземен пасошот, што направи сообраќајка, што беше крива, што е нормално, не го даваат пасошот, затоа што ако отиде во Бугарија нема више да биде дел од македонскиот прогон, нема више да ја видим. А ако е крива треба да... интернетов ми во Бугарија ми го сечат, интернетов ми го сечат, не ми се верува. Цак од еднашка вика немате доволно. Татарин, за после бричење и во секоја прилика, ако сакате да имате слободен простор каде и да се движите, никој да нема околу вас, сите да бегаат од вас. Само колонска вода Татарин. Мора реклама за мојот спонзор да го испочитувам на овие мои видео браќања. Навистина извинете за овие кратко интермецо што го направив, но продолжуваме понатак. Место ние веќе да им ги затворевме границите, да го избркавме нивниот амбасадор од тука, да им ја затворевме амбасадор, мора да ја затворат амбасадата, пошто тоа е нивна нели територија у Македонија. Амбасадите се ова. Ние сега ќе доживуваме како држава некои бугарофрени, некои шпиони од некоја шпионска фондација тамо, нас да ни затвараат граници. За тоа ви зборам, бре, људи, проактивно, бе, секогаш. Не реактивно. И сега ќе ви затворат границата. Не знам, на 2 сата, 5 сата, колко е. Утре ќе ви ја затворат на 3 дена. Место обратно. Да не ви ги кажувам коментарите што идат под објавите на таа шпионска фондација. Бугарашка, антимакедонска. Да не ви ги кажувам коментарите. Знаете какви коментари има? Не знам бугарски, али ја намерно го искривоколчуjem. Обаче трябва изгледа пак с војска да улегнеме в Северна Македонија. И такви коментари има еден куп. Обаче време е за специјална операција. Реферира на Путиновата специјална операција против Украина. Да ни влезеле со војска. Бугарофрените се толку ретардирани, што имаат ние, овие бараат членка на НАТО да нападне друга членка на НАТО. Па баш сакам тоа да се случи и знаем, молам Бога да не нападнат. Ама молам Бога утре да не нападнете со војска. Па истиот момент цел НАТО сојуз да рикне, онак, да сиебе мајката. Смејурија, цел свет да се смее. Членка на НАТО нападна соседна држава исто членка на НАТО. Смејурија да биде по светов. Путин да не можат да го сопрат од смеење. Да мора хорори да му пуштаат 3 дена за да не се смее. Од многу смеење исто можеш да умреш од долготрајно смеење. Има случаи по светов кај што откажува срце. Пример 25 минутно, 30 минутно константно хистерично смеење може да доведе до застој на срце. Баш сакам тоа чудо да го видам. Бугарија да не нападне воено. А ја вака им одговарам на тие. Види, ја вака им пишувам, им викам, многу сте силни, така 1941 бевте уште посилни. И како сојузници на Хитлер, вооружени, спремни, влеговте у Македонија, ја окупиравте за 2 дена, за 24 часа, пошто партизанскиот отпор беше во
зародиш голи, боси, ненаранети, со по 5-6 пушки. Вика, многу лесно. Ја окупиравте. Охрид стана българска престолнина 41. Така е. Ама 44-та. Војската на Михајло Апостолски. По гаќи бегавте. Низ источна Македонија, Криволак према Крива Паланка, Осогово и така дале према Софија. У гаќи бегавте. Така да, тоа што сте сега силни моментално, многу, ништо не значи. Утре заутре, ако не нападнете и се сменат околностите, оти ние сами нема да останеме сигурно. Само тоа ќе ви кажам. Мада што тоа не може да се случи, затоа што кој ќе ви замаваат со шамари од горе, како бе ќе ви кажат, земја на НАТО свој партнер напаѓаш. Па Путин тоа го чека. Да го гледа тој театар. Али ова само да име како историско подсетување на бугарите, пошто се они многу силни, се размавтуваат со војски влагања, со специјални операции, со црни печати, овака, онака, со не знам што се закануваат, они исто да шамарале македонци низ Бугарија кај да ги сретнат по улици, тоа се такви коментари. Еден мрсул се појави вчера, ми го пуштија бугар некој. Мрсул! 22-3 години дали има 25. Он најде да збори за македонците, че биле србомани. Знаете кој е најголемиот проблем на вас, бугарофрените? Знаете ли кој е најголемиот проблем? Што не можете да сватите две ствари, дека македонците не се ни бугари, ни срби. Кој ќе ги разберете овие ствари, ќе биде многу полесно со вас да се разговара и некој да почне да ве сака од нас македонците. До тогаш не очекувајте љубов од нас, како да ви кажам. Можете да очекувате само омраза и револт, ништо друго. Затоа што сте вие фашизоидни во вашиот менталитет. Ако не е по ваше, тогаш не може да биде никако. Тоа е вашиот проблем. Што не можете тие ваши бугарофрени црпки да сватите дека постои народ кој што не се осеќа како бугар, како бугарски, кој што се осеќа како македонски, така и се осеќал. На мојот дедо, на моите дедовци двајца, нивните мајки и татковци и нивните дедовци и баби им збореле дека се македонци. А на моите дедовци, нивните баби и дедовци биле родени 1860 и некој 1870 и некоја и така натаму и така натаму. Далеку пред Тито да се роди. Тито е роден 1892 година. Далеку пред Тито да се роди. Им кажувале дека се македонци, не им кажувале дека се бугари. Бугар во Македонија во времето на Тито и сега за нас македонците да ти рече некој дека си бугар е крајна навреда. Ние тоа го чувствуваме као крајна навреда, како на црнец у Бронкс или у Харлем да му кажеш нигр. Поголема е дури нашата навреда. Затоа што ние немаме доперни точки со вас, бугарите. Не заедничка историја, не глуване, нема. Вчера некој јубилеј беше изгледа од она катастрофално, срамно интервју на Заев, што го даде за БГНС и тој антимакедонскиот новинар, тој бугарот со брковите, со мустаќите. Луѓе, вчера го слушав, пошто некој јубилеј од тоа, поема неам, некој го пушти, поема неам. Луѓе да се најежиш, какви глупости лупеташе. И тоа што сум го слушал милион пати тоа негово интервју. Па го слушаш, истиот момент ти се гади од тоа што го слушаш.
За тие изјави нормална земја, тоаш добро беше премиер, беше квислиншка влада, неговата квислиншка влада беше на власт, немаше никој да го опси, но веќе одамна требаше да биде уопсен за тоа интервју. Каде што Македонија стави во крајно подредена ситуација, крајно понижувачка. Ти да збориш додека Хитлер го е екзекутирал светов, да збориш дека поставил некои администратори у Македонија, кои што после станале борци против фашизмот, заедно со партизаните, ги ослободувале Крива Паланка, Куманово, Скопје. Знаете ли какви лаги се тоа? Лаги невидени. Врска нема со животот. Какви бугари, какви партизани и заедничко ослободување на Скопје, тоа не постои. У моментот кога со полни гаќи говна, исплашени од Сталин, кога бугарите менјаат страна и му викаат на Сталин: "Тавариш, аман заман, ние од денеска сме комунисти, се бориме со вас против фашистите. Само немојте да влагате со тенковите у Софија, немојте да ни се случи нас да не испотепате како швабиве." У истиот момент, бугарски гарнизон, пошто се сега преименувани, сега се борци против фашизмот, во Скопје, кај Стара железничка, мислам, прави смотра. У тоа време командантот Чучков доаѓа на коњ со уште двајца. Им вика веднаш да го напуштат гарнизонот и да заминат за Бугарија. Ама вика сега сме, вика, овој рекол на иста страна, вика ова, она, нешто против ова. Не, вика. Вака му рекол, тоа постои у многу сведоштва на луѓе и мемуари на што биле присутни тука. Чучков иначе е дедо на некои луѓе што јас ги познавам, што се сега, за жал, некој покојни од нив. Вака му рекол: "Генерале, ако веднаш не го напуштите касарната или шо било тоа, да знаете, нема убаво да си поминете, ние сме многу опасни луѓе. Веднаш напуштете ја." Тој смотра тука, вежбал, смотра, за да влезе у Скопје. Тоест, он више у Скопје, ама за да направи дефиле. Не му рекол: "Се враќаш назад, те пуштам да си одиш, ако не лошо ќе завршите сите вие што сте тука." Една работа. Втора работа. Тоа што нема да ви го кажат бугарите е дека Тито, откако Бугарија подпишува капитулација и признава дека била окупатор во Македонија и во Јужна Србија, Сталин му вика на Тито: "Сега знаеш што, мора и бугарски војски се со нас да поминат низ Македонија, горе према Срем, Германија, ги бркаме германците така натаму." Тито му вика на Сталин: Не. Бугарски војски можат пак да стапнат на тлото на Македонија, на Србија или на Југославија, само ако се дел од некои ваши војски. Како бугарска војска не. Како самостојна бугарска војска не. Они завршија со стапнување тука како бугарска војска на Бугарија. Више нема да стапнат. А ако ги внесете во некои ваши единици, па како дел од ваши единици, тогаш може да дозволиме да поминат. Тоа е нивното ослободување на Македонија. Тоа е вистината. И бугарската, дел од бугарската армија станува тие кои што се ангажирани да одат со црвената армија, стануваат дел од 8-миот украински корпус. Така влагаат тие неколку илјади или не знам што влегле у Македонија. Онde тоа што зборите ослободиле Македонија. Врска нема со животот. Ама веќе они кога влагаат, веќе Скопје е слободно. Крива Паланка е ослободена. Ослободени се многу градови. Какво влагање, какво...
Тоа го лупетаат. Така што за многу работи уште треба да се освести, да биде свесен нашиот народ. Знам дека на многумина ова им звучи сувопарно, глупо, никакво, застарено, назадно, реакционерно, не знам какво да го кажам. И никој не ја сваќа главната мотивација и причина зашо ова го зборувам или зашо ова го зборувам. Зашо? Затоа што без историско сеќавање, без колективна меморија, без знаење свое за историјата, како било, шо било, утре си најобична празен лист хартија кој што секој може да го пополнува како што сака. Ова се однесува на родителите што имате деца. Ако вие самите не знаете, еве, ке слушате вака од мене, од тебе, гледајте телевизија, прочитајте нешто, колку да знаете зошто е битно да се одбраниме сега овој момент, зошто е битно да им се спротиставиме на бугарите, на сите нивни атаци кон нас, напади, негирања, зошто е битно зошто народ од милиони кусур луѓе, уште 2 милиона 3 нека нима по светот, не би останал без своја држава, кога курдите, што се 40 милиони, немаат своја држава. Зошто ние па би имале држава? Мислите дека некој ќе не поштеди ако сами не се одбраниме? 40 милиони курди има у светот, немаат држава. Зашо у 10 наврати ја утнале работата. Тотално погрешна политика, погрешна страна одбрале. Никогаш не дојдеа до држава. Ај што не дојдеа до држава? Беа изложени на страотни терори. Дали од овој, дали од оној, дали секоја се као некој народ за монета за подкосурување кој ќе дојде до некоја голема у тие региони таму. Мислите дека им е сеедно кој ќе прашате било кој курд дали имал 5 години, дали имал 95 години? Мислите му е лесно кога ќе опрашате на тема зошто курдите немаат држава? Не. Не му е лесно. Затоа вие сега тоа ова ја што го зборам го сваќате назадно, неприкладно, не знам шо, не знам какво. Мислите дека не е потребно, дај да гледаме напред, дај да сидеме у Грција на одмор, дај си направиме ова деца. Знаете кога е најтешко? У животот. Кога ќе имаш нешто и кога ќе го загубиш, тоа ќе сватиш што си загубил. Затоа ви го зборам ова цело време. Да е така без везе, својата татковина, народот од на кој што прифаќаш, да е толку небитно, нема луѓе по светов да гинат за својот народ, за својата држава, за своите идеали, или нема да ги видите додека на светско првенство, додека пеат својата химната на својата држава, како плачат, како ги обливаат емоции, да е толку небитно, да нема никаква врска. Да не постои врската меѓу индивидуата и неговите корени и родот и не знам, народот од кој што потекнува и така натаму. Они можат да фрлаат дрвја и камења по мене, да ми се закануваат, со црни печати, со забрана за влез во таа Шенген зоната и така натаму и така натаму. Можат и 300 други работи да направат. За жал, фасцинантно е колку не можат да сватат дека тие
се главните поттикнувачи на непријателството на македонците кон нив. Тие се тие кои што го родија бесот на македонците кон нив. Бугарите се тие кои што родија омразата на македонците кон нив. Затоа што е многу просто. Како јас тебе да те сакам, ако ти мене сакаш да ме манипулираш, да ме контролираш, да ме уценуваш и да ми поставуваш ултиматуми, за да бидам со тебе добар. Мора да го правиш ова, мора да го правиш ова, мора да го правиш ова, мора да го правиш ова. Кој може да ве сака? Никој. Може само да ве мразат македонците. И треба да бидете среќни што толку ве мразат. И за таква омраза да добиеш, треба да ја заслужиш некако. А во моментов македонците чувствуваат бескрајна омраза кон бугарите. Затоа што вие, бугарите, не можете да ги сватите работиве што ви ги кажувам. Си терате по свое. Тие ваши бугарофрени, шпиони, појма немам фашизоидни типови, кои ќе го кројат вашето политичко милје, вашиот политички живот, вашиот политички светоглед, вашите политички ставови, вашата надворешна политика. Се луѓе кои што се силеџи, нетолерантни, фашизоидни и кои што цврсто веруваат дека македонците се или бугари или србомани. Веруете, сакате веруете, сакајте не веруете. Нити сме бугари, нити сме срби. Тоа е србомани, како што вие кажувате. И колку побрзо тоа ќе осватите, толку побрзо може да дојдеме до ситуација некогаш да си подадеме рака. Ама вие сте толку упорити што викате во вашите непринципиални, примитивни, неандерталски ултиматуми кон македонците, што јасно ни е на нас дека вие нема да се смените. Или, како што каже еден мој пријател сега покоен, а ова го кажа пред 2018-19 година за Бугарија, вика, гнаси беа, гнаси остана. За жал, ние тука не сме виновни, што вие не разбирате. Што вие не дозволувате на еден народ да си го оствари своето основно човеково право на самоопределување. Го имате тоа како основна вредност, темел на Европската Унија. Вие сте членови на Европската Унија. И Европската Унија ве толерира вас како нивни партнери членка. Ве толерира во вашите неандерталски барања еден народ да не може да се самоопредели како се чувствува. Вие го предводите тој напад, а Европската Унија го толерира тоа. Самата си го подкопува своето темелно начало, дека секој народ има право на самоопределување, да каже кој е, што е, зошто е, од каде е, од кога е. И ви реков вчера, ќе платите голема цена за ова. А вие денеска се осеќате моќ, колку и да се осеќате моćни, силни, не знам, вашата армија, ова, вашата армија, вие еден ден ќе наебете. Пак, трет пат. Трет пат во посовремената историја. Вие ќе платите голема цена за ова. Како ќе се наместат коцките, звездите, небото? Може само да се предпоставува, но ќе се наместат. Вие за ова ќе платите огромна цена. Ај сега изгубете ми се пред очи, мислам на бугарофрениве, пошто ме следат, гледам, многу им фалам у Бугарија, дури Каракачанов му сугерираат, заштото не е повикан Сашо Тасерски уста да веба.
Зашто не е повикан Сашо Тасевски? Зашто можам да му ебам матери тамо, како вдека вака, што ја бава матер. И заради тоа.